Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Нов ден. Некако во изминатиот период се навикнавме да ви нудиме нови, интересни гости, да разработуваме некои нови, интересни теми кои што верувам дека во изминатиот период го задржуваа вашето внимание покрај малите екрани. Такви гости и такви интересни теми имаме и во денешната емисија, па затоа ви предложувам овие наредни минути да ги поминете со нашата емисија Нов ден и покрај малите екрани следејќи ја телевизија ТВМ. Ке започнеме како и секогаш со здравје на мени. Со нешто моќно, ново и поинакво. Денес во здравје на мени ќе ви го представиме мистичното и доста моќно јапонско растение дајканот. Со ова растение и сето она што го нуди и начините на кои што може да се искомбинира, ќе ви ги представи нашиот нутриционист Весна Пирузева-Петровска. Па да погледнеме. Добар ви ден, почитувани гледачи. Нека ви е честит празникот. Нека овај голем ден ви ги исполни срцата со љубов и топлина, која секојдневно ќе ја дарувате на вашите најблиски и на сите околу вас. Деновите се убави, празнични, па како и секој празник, сакаме да си го прославиме онака како нашата душа сака. Нашите трпези се наликуваат на шарени, прекрасни слики на кои имате разнобојни и прекрасни јадења. А дали се комбинациите добри во тие приготвени гозби, дали се масни, дали се сладки, па тоа и воопшто сега не е толку битно, затоа што нели е празник, па и нашата душа сакаме да си ја почестиме. Но сепак во тие јадења кога ги конзумираме, уживаме во добро друштво и пријатно расположение, сепак не мислејќи на тоа колку количински треба да јадеме и колку по кое јадење да го комбинираме, сепак што е добро, реков, треба да се опуштиме малку, затоа се тие празнични денови, но сепак тоа може да ни причини некои потешкоти. Може да ни се јават како на пример гасови зголемени во цревата, потоа зголемена желудечна киселина. И токму заради тоа јас се одлучив овај пат да ви предложам пак една салата. Поентата на таа салата е во дајконот. Дајконот е еден коренест зеленчук во фамилијата на коренестите зеленчуци кои многу добро го прочистуваат вашиот организам. Имат богатство на витамини и на минерали, а во основа се диуретици, спаѓаат во оние кои се диуретици. Тука е и белата и црната ротква, тука и спојот на сето тоа на целерот да потенцирам, значи особено спојот на дајконот и целерот е онај кој е во улога на диуретик и на детоксикатор на вашиот организам. Во ова салата имаме значи дајкон, потоа имаме зелена салата, листови зелена салата, краставица, имаме магдонос, исто така магдоносот е многу добар прочистувач и диуретик, луто пиперче, потоа листовиот целер, половина главичка од коренот целер, рендан морков, куркумата, како еден многу добар прочистувач на вашиот организам, масленовото масло, можете да употребите како за закиселување јаболков оцет или пак лимон, сок од лимон, тоа е подобро, лимонот е подобар, но ето ние се определивме овдека сега за јаболков оцет и гомасио. А што е гомасиото? Гомасиото ви го препорачувам за замена за сол. Тоа е сусам и морска сол. А како се прави? Гомасиото можете и вие дома да си го направите, многу лесно, а многу подобро е него да го користите наместо сол, затоа што и се употребува за намалена употреба на солта. Се користи интегрален сусам кој се тостира претходно во сува тава,
Кога ќе го тостирате, кога ќе почне само да мириса и да пука срната, тогаш е готов. И тостирана, значи во сува тава, морска сол. Кога ќе почне таа да испарува, тогаш ќе ја тргнете и потоа тие двете, овдека е овај готово комасио, кога тие ќе се готови, тогаш го ставате во еден специјален сад кој се нарекува сурибачи. Тоа е сад кој е направен од глина и од бамбус со дрвен точник. Ги ставате во сурибачиот и ги почнувате да ги триете. Тогаш етеричните масла ќе почнат да се спојуваат и полека ќе почне да се прави спој. Односот меѓу сусамот, интегралниот сусамот и морската сол може да биде 8:1, значи 8 лажици на сусам со една лажичка, кафена лажичка, или јас повеќе препорачувам и за себе си го правам 20 лажички на тостиран сусам со една лажичка морска сол. Ако немате сурибачи, ако не можете да го најдете, тогаш можете сето тоа да го направите во машина за мелење кафе. Овдека во салатата исто така имаме и ориз, тоа е интегралниот ориз кој е претходно варен. Количината не мора да биде ограничена, битно е спојот на овие состојки. Значи, дајконот, салатата, краставицата, макдоносот, целерот листот, целерот корен и лутото пиперче, макдоносот и зачините. Најпрвин ставаме во чинијата, го ставаме оризот. Потоа го ставаме, го рендаме дајконот, ја сечкаме краставичката, ја сечкаме зелената салата, го рендаме целерот, го ставаме морковот, лутата пиперка, макдоносот и потоа зачините едно по едно. Почитувани гледачи, нашата салата е готова. Ете, гледате, брзо, многу едноставно за приготвување и добро за вашето здравје и за прочистување. Ова е салата која можете да ја имате како главен оброк, ако во нејзе ставите житарка, како ние што го ставивме интегралниот ориз. Ако сакате само како на дополнување, бидејќи во овие празнични денови секако имаме и малце печено месо или некое друго главно јадење, оваа салата е таа што ќе ве подкрепи и ќе ве прочисти и ќе доведе до тоа да не се таложат во вас маснотиите и другите отпадни материи од согорувањето на главниот оброк. Денеска, како на дополнување на оваа салата, ви го предлагам чајот од коприва. Зошто и ако се празнични денови, чајот треба да го имате барем еднаш до 2 пати 2 шолички во денот, затоа што копривата е таа која меѓу билките го зазема она место на пиедесталот. Таа е билка која нема никакви контраиндикации или некои негативни меѓусебни интеракции со другите билки, така да е во функција на прочистување на вашиот организам и на
на попречување да во вашиот организам се случуваат оние бурни алергиски реакции и на создавањето на хистаминот како еден виновник за пројавување на тие бурни манифестации. Значи, чајот од копривата, уште еднаш ке повторам, со оваа салата во која е дајконот како основна намирница, ќе придонесе да не во вашиот организам се таложат течностите и вие да имате една зголемена тежина и да имате една напнат, да чувствувате напнатост во себе, него едноставно тие да се елиминираат. Уште еднаш, честити празници, добро здравје и се најубаво до следниот пат. На здравје! Почитувани, верувам дека болките во пределот на вратот им се добро познати на оние кои што работат пред компјутер или пак се во седечка положба. Која е причината за нивната појава и како најдобро треба да ги третираме? Ке ни појасни нашиот стручен соработник, кинезитерапевтот Јован Калановски. Па да погледнеме. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Нов ден. Верувам дека и вие спаѓате во онаа категорија на граѓани кои што барем еднаш, ако ништо повеќе во текот на својот живот, се соочиле со проблеми со окрученост во вратот, болки во вратот и слични проблеми. Па верувам дека оваа тема ќе ве заинтересира сите, а на неа ќе продискутираме со нашиот стручен соработник Јован Калановски. Јован, овие проблеми се доста чести, може да се каже, може би причината е секако овај забрзан начин на живот, каде што се повеќе се поминува пред компјутери, меѓутоа ете дали има некои други причини кои доведуваат до ваквите проблеми и ете на кој начин се решаваат. Се почесто се среќаваме со проблеми од овој тип. Значи, се почесто среќаваме луѓе кои што се жалат од болки во вратот, проблеми од тип тврдоглавица, виење на свет, болки во главата и слично. Се почесто и почесто можам да кажам. Најчесто овие проблеми се од таков тип што веќе спомна, значи проблеми на работа, долго време во некоја неправилна положба, седење на бироа, седење во една стресна положба за телото, која што полека го грчи и се повеќе го натоварува. Мускулатурата на вратниот дел се повеќе се грчи, се блокираат таа циркулација, се блокираат тој проток на крв и кислород во главата, се повеќе се појават проблеми и кои што може да бидат многу сериозни. Покрај овие проблеми кои што се појават од работа и слично, можат да бидат од различен карактер. Врз физичка база, психичка база, исто, но секако прават е многу сериозен проблем во функционирањето наше општо, така да мора да најде се побрзо решение, да не се дојде до нека поголема степен на да се површат проблемите. Добро, јасно ни е дека најчестиот симптом е физичката болка во пределот на вратот. Кои други симптоми се јавуваат доколку се појават проблеми? Подобро би кажам дека таа болка, тие проблеми се јавуваат почесто во главата, затоа што како што повеќе работиме во некоја неправилна положба, телото се грчи, мускулатурата станува се потврда, тонусот мускулен се поголем. Настанува еден застој, еден проблем во циркулирањето на крвта во главата и кислород воопшто, така да што се јавуваат и болки во главата, се јавуваат, може да се појават вртење, може да се појават болки дури до предниот дел на главата, болките во вратот, се почесто сеќаме проблеми кога се разбудиме, дури се раздвижиме, движењата на главата не се за позатежнати и слично. Тек на време, ако не преземеме некои мерки на почеток, може да се појави спондилоза вратна и наравно кажем на тие вратни шилци и слично. Значи, многу поголеми стануваат проблемот како таа само болка во вратот. Може да се искомплицира, да се доведе до еден степен кој што ќе биде многу сложен за нас. Така, го спомена прекинот на поток на кислород во главата, зошто е толку важно да се обезбеди тој постојан проток? Така, значи сите знаеме дека мозокот е тој кој што е главен диригент на нашето тело. Тој е тој што
не води во текот на денешниот ден, тоа е тој што мисли, тоа е тој што не функционира, а таму е таа храна што ние му ја носиме за неговото функционирање. Ако евентуално веќе имаме проблеми во вратниот дел, ви кажал дека скоро 50% од нас ги имаме, тој проток на кислород и на циркулација е намален. Значи, како што тој проток е намален, мозокот се мачи да функционира како што треба. Така да ние нема да функционираме на полна работна сила, нема да функционираме со некоја леснота, него секој една функција, дали било работа, дали било активност, дали било нешто во домашната среда би го работеле со во тежните услови. Во тежните услови. Спомена дека освен физичката болка која што се јавува при проблемите во вратот, значи причина за тоа може да биде и всушност и психичката основа. На кој начин влијаете тоа врз човекот? Па можда и вие сами сте осетиле дека кога имаме нека психичка напнатост, кога сме под стрес или слично, најчесто не се грчат тој дел на мускуловратниот дел од мускулатурата се грчи и се стега. Значи многу често сум се среќавал проблеми во вратот и таква стегнатост и слично заради психичка напнатост. Значи кога сме брз стрес или некоја напнатост, најчесто први реагираат мускулатурата на вратот, на вратниот дел, затоа што таа е подложена тој психички стрес, таа се грчи и настанува повторно тој прекин на циркулација, прекин на кислород, тој тек е нарушен и настануваат тие проблеми повторно. Добро. Ете, ги кажавме проблемите и како настануваат, меѓутоа како да делуваме брзо да ги оставиме. Па вака сега, делувањето е многу едноставно, многу лесно. Значи, зависи тоа колку сме ние сериозни и колку ние сме карактерно способни да се посветиме доволно на овој проблем. Едно, да кажам, 5 минути утринско вежбање во домашна атмосфера, протежување на главата и вратот, вежби за главата и за вратот, би биле доволни за да овозможиме услови на таа мускулатура да функционира во текот на денот. Ако веќе имаме посериозни проблеми од типа на веќе оформена спондилоза, оформена некој мускулен спазам или слично, веќе треба да се преземе да се посветуваат медицински масажи, стегнувања, вежби специјално за тој проблем. Ано секако би кажал дека едно 2-3 пати неделно вежбање од тип јога, пилатес или слично, многу би подобрило да немаме таков проблем, кој што е многу важен. Ние по принцип не го сеќаваме колку е важен тој дел да е во, да кажем, без проблем, затоа што тој во текот на целиот ден не храни и не прави да сме ведри, расположени и способни за работа. Почитувани, на почетокот од емисијава ви ветив дека и овој пат ќе ви представиме интересни теми, но и интересни гости кои што доаѓаат тука во нашето студио. Денес со мене го имам Благоја Петковски. Покрај фактот што тој потекнува од Охрид, за него е и сврзан уште еден доста интересен факт. Благоја Петковски е човекот кој што ја напиша првата книга воопшто во нашата држава која што го третира прашањето на дипломатијата и протоколот. Благоја, најпрво ќе ви посакам добре дојдовте во нашето студио. Добро ве најдов. Вам и на сите гледачи на вашата телевизија, на сите охриѓани, мои блиски. Така. Ве представив како човекот кој што го напиша ова дело нели во врска дипломатијата и протоколот, меѓутоа за тоа ќе поразговараме малку подоцна. Ајде прво да ги запознаеме нашите гледачи кој е Благоја Петковски, што работи, со што се занимава и како дојдовме да го напишеме ова дело. Па еве како што ме представивте,
моето семејство или моето потекнување, јас се гордам што потекнувам од овој дел на, мислам, од Охридскиот дел. Само 200 години уназад знам дека од тука потекнувам. Нормално роден сум во Скопје, таму се школував и таму започнав со моите активности. Најпрво работев во Домот на млади како студент, потоа во Драмскиот театар, па во Македонската телевизија со снимање на филмови, за да подоцна преминам 87 година во Музичка младина, каде што организирав многу настани од класичната музика, семинари за хорови, етно и така натаму, соло пеење, балет. И веќе во 2000 година сум во Македонската опера и балет, првин како организатор, сега во маркетинг, оператива и така натаму. Но во 2006 година професорот Димитар Мирчев, познатиот дипломат, ме покани да се запишам на постдипломски. Се двоумев, но многу луѓе ми укажува дека треба да се запишам на меѓународна политика и дипломатија. Ги завршив успешно во 2010 година и мислев дека со тоа се заврши моето школување, но упорноста повторно од моите блиски ме натерава да, на некој начин повод ми дадова, трудот што беше на оваа тема, дипломатски протокол и церемонијал, изградба, состојба и перспектива, да се претвори во една мала книга. Ова е само еден дел од материјалот што јас го посетувам. Значи има уште два дела од она што треба да се напише, да се состави, но толку беше времето, толку беа средствата, благодарение на Министерството за култура што ја поддржава како проект и на сите оние што се влезени во книгата како автори од својата литература, домашни и странски, и сите оние што дадоа своји изјави во нивното работење како протоколчи. Така. Добро, обично кога граѓаните, обичниот граѓанин ќе размислува на оваа тема, што значи тоа протокол, го замислуваат тоа како правила по кои што може би се организира некој настан или некоја церемонија, меѓутоа верувам дека тоа е еден поширок опфат, еден поим кој што опфаќа многу повеќе области. Што всушност представува протоколот? Видете вака, од она светска литература што јас имам користено и сите тие автори што имаат дадено своји дефиниции, јас едноставно ќе кажам дека што е протоколот. Протоколот е една добра, тоест одлична организација од секојдневието. Значи, дали е тоа дома на работа, во политиката, во дипломатијата, во културниот живот, во спортскиот и во се е она што е протокол. А церемонијал исто многу често се користи дека церемонијално било нешто направено. Да кажеме дека една свадба била церемонијал. Да, тоа се свечености, тоа се убави работи, што се составуваат, што се реализираат. Се она што ни недостасува нам е што се уште протоколот е на едно така незавидно ниво. Така, добар дел од вашето време имате посветено нели на создавањето пред се на ова дело кое што и кажавте дека е и вашиот труд всушност. Меѓутоа, создавањето на оваа книга, дипломатски протокол и церемонијал, изграда, состојба и перспектива, да го кажам точно насловот, е прва книга од ваков вид. Освен она очигледна причина дека станува збор за прво вакво дело, што ве натера покрај другото да го напишете ова дело? Видите вака, јас кога опишав моето браќење на мојата промоција што беше во декември минатата година, значи пред неколку месеци, јас увидов дека цел живот сум се занимавал со дипломатија. Да, значи почнуваме уште како дете кога сум бил во еден фолклорен ансамбл и каде што нели сме гостувале во амбасадите. Па потоа мојата комуникација со странските уметници, комуникацијата со дипломатските представништва, културните центри и така натаму, сето тоа е дипломатија. Од друга страна, за да бидеш добар дипломат, значи треба да бидеш добар организатор, како што кажав пред малку, и сето она што го поврзуваме во канцелариско работење, како office administration, што би рекле и така натаму, или секретари, тогаш можеме да кажеме дека ако
ги применувате правилата, оние што се на онака како што треба да се применуваат, тогаш ќе имате добар, тоест одличен протокол. Ме прашавте што ме натера. Значи, животот, работата, од секојдневието што го работев и сето тоа што јас кажувам дека и пред мене, значи некој започнал, и денеска исто работат, дали тоа се во владините институции, во дипломатијата и така натаму, за кој јас многу сум благодарен, затоа што ми оставиле простор на комуникација да бидеш дел од еден тим, а тука исто така морам да ги споменам и Министерството за внатрешни работи, каде што треба да спомнеме дека тука има поврзување на протоколот со секторите, тоест што се во Министерството, тоест значи безбедноста, а денеска веќе имаме нели агенција за обезбедување, има големо значење помеѓу тие два сегмента. Така. Македонија е млада држава по своето формирање, нели како република, па од тука предпоставаме и дека незината дипломатска историја е кратка, меѓутоа ете според вас од она што досега го имате вие како увид во користењето и на дипломатијата и на протоколот, нели при организирањето на настаните, дали во Македонија се употребува протокол? Прво сакам да дадам едно објаснување дека дипломатијата не во Македонија, него во светот постои многу одамна, а и во Македонија постои уште пред, значи и Линденското востание и така натаму, па сето тоа она што еве да потсетиме на еден филм од Мистон, каде што нели Гоце Делчев и сите други линденци одат, преговараат, договараат се што е за Македонија и потоа нели сега како што течело времето Прва светска војна, Втора светска војна и така натаму, сите тие комуникации, одење на договарање, преговарање за мир, за спогодби и така натаму, сето тоа до ден денеска постои како една дипломатија или како еве да не кажам оној протоколарен дел. Сега во поново време или во денешно време протоколот за мене треба малку да се подигне на повисоко ниво, заедно нормално со церемонијалот. Не се согласувам со некои ставови дека за тоа се потребни многу пари. Јас имам своја формула што нели нема да ја укажуваме сега тоа дека се било до парите, напротив, дека и со многу помалку пари, она е битно дека секоја земја, нашата посебност, има своје богатства и своји институции, каде што сето тоа може на сите тие гости што доаѓаат овдека во тие службени посети, може да биде на многу повисоко ниво. Така. Да. Да, сакам да кажам дека и во секојдневието. Значи во секојдневието, дали е тоа што велам во некоја институција, дали е тоа банка, дали е тоа во полицијата и така натаму, сето тоа коректно, убаво однесување треба да се применува. Затоа предлагам да се користи уште и во основните училишта. Денеска се користи протоколот како мал предмет во гимназии и веќе почнава да работат по оваа литература кај нас во Скопје во Ѓорги Димитров и Никола Карев. Баш една девојка бранеше истата тема, нешто сличната, а веќе очекуваме и на државниот факултет. Но мислата ми е дека како предмет или како семинари за кои ние една екипа се спремаме да оформуваме разни семинари, тоест тимови за убаво однесување. Тоа е оној успешен протокол. Така, веќе споменавте дека оваа книга наоѓа своја примена нели во образовните институции. Дали верувате дека освен тоа што би можело да се искористи како добра литература, како добра теорија, дали верувате дека може дури и да наоѓа и практична примена? Па да, секој во дома што ќе се има оваа литература или некоја слична литература што дополнително ќе дојде, ќе му биде од корис. Да не ја кажуваме се содржината, да не ги будеме нели гледачите кога ќе прочитаат ова или она следната книга, пак ќе кажам дали ќе биде моја или на некој од моите колеги или некоја со друг превод, тогаш ќе увидат колку не знаат за ова своите особини. Како што јас додека не почнав да се занимавам, тогаш колку повеќе знаеш, колку повеќе учиш, толку повеќе гледаш дека некои работи ти поминале во животот или не се пременуваат.
Така. Да. Листајќи ја вашата книга, ја имав таа можност, налетав на оној дел каде што зборувате за бонтонот. Да. Го користат ли македонците бонтонот? Па да ви кажам право, бидејќи работа во македонската опера и балет, на нашите представи доаѓа убава публика. Млада публика, значи доаѓа и млада, се извинувам, значи доаѓаат и ученици. Не е тоа на време што кажуваат дека нели кога свиреле, настапувале, па биле немирни учениците, веќе доаѓаат и има детска програма и тоа е во ред. Гимназијалци, тоа е средношколци, студенти и така натаму. И јас доста им укажувам и на други, и академски луѓе, дека бонтонот треба да се користи. Што значи тоа? Треба да подадеш рака, треба да отвориш врата, треба да подадеш капут и така натаму. Тоа се основни работи на почитување. И помеѓу нас, и помеѓу институциите. Ако се почитуваме помеѓу себе, тогаш ќе има резултат. А ако одиме со негација, тогаш нема ни бонтон, нема ни протокол, нема ништо. Така. Да. Ајде сега, бидејќи некако не допира оваа тема, како новинар, како некој што работи таа професија, често ја имаме приликата да да присуствуваме на некои настани, неретко станува збор за настани кои што вклучуваат гости од различни држави, од институции и се наоѓаме во некои ситуации кои што можеби не би требало да се случуваат, меѓутоа од она што вие го имате како увид и од она што всушност и во вашата книга стои, како би требало да изгледа еден таков настан и во кој дел би требало да се наоѓаат новинарите? Па нормално новинарите треба да се наоѓаат секаде каде што има, ако сега зборуваме за убави настани, дали се културни, спортски, конференции и се друго, треба да бидат добродојдени. Но новинарите исто така треба да имаат и своја позиција. Лично мене ми смета кога новинари, фоторепортери трчаат, вртаат грб на гости, други гости, за да го фотографираат, снимаат или земат интервју на некоја видна личност. Новинарите треба и секогаш треба да си имаат своји позиции, но тоа не зависи од новинарите, зависи од организаторот. Организаторот треба да ги постави новинарите на онаа позиција од каде што најдобро треба да бидат поставени, да не сметат ни на вип гостите, ни на сите други што се присутни во тој простор. Значи свој дел, значи своја платформа и така да нема се друго, како интервјуа, се знае, се договара агенда и се знае дека нели пред или после завршување на некој настан или во пауза, си има своји делови каде новинарите, кафе, сок, вода не е битно, треба заедно со гостинот да си земат интервју. Се зависи од организаторот. Но кај нас има организатори само бендисани, јас тука им замерувам. Се мислат дека можат сами, се мокни, но за да се направи на таква манифестација како што имаме одслетување внатре и заминување, треба повеќе луѓе. Јас сум се нудел и овдека во Охрид на некои институции да помогнам, затоа што не е се во комерцијалата да бидеш ангажиран за да земеш само пари, но има нешто што сакаш да укажеш на некои работи што си ги забележал. Но, такви има директори, такви има институции, тоест има личности што мислат дека го познаваат протоколот повеќе од било кој професионалец. Да разграничиме. Значи, гостеса е особа што покажува некој убав производ. Распоредител е оној што ги распоредува по агенда гостите. Протоколот е нешто сосема друго. Протоколот е како контролата на летење, што велам, на пилотите. Значи, протоколот е мозок. Тој треба да знае што се случува и позади сцена и во самата публика, а да не зборуваме за некој елементарен, не дај Боже, работи што може виша сила да се случат, да може да се евакуират тие луѓе. Тоа никој не го размислувал, јас тоа многу добро сум го анализирал, па на многу сцени. Да, така да не чувало тоа што не чувало, но треба да се внимава и треба да се работи тимски. Тоа е многу битно. И ако нешто ти се укаже, ако нешто сакаш да кажеш или да прашаш, не било срамота. Срамота било, нели, велиме да се правиме важни. Така да протоколот има голема разлика од сите овие други работи што јас ги укажувам. Ова го патувам на
организаторите, затоа што тие мислат дека со убави дотерани личности, а не едуцирани, непрофесионалци, мислат дека се прави она што се прави. Има многу примери од мојот живот што немаме ни време и не е таква емисијата за да укажуваме што све се случувало. Се заборавало чаша вода на говорник, па да, а за други работи да не укажуваме. На елементарни. Така, на елементарни. Тоа би било тоа. Добро, по природа важам за човек кој што ја почитува точноста. Каде го наоѓа точноста местото во она што се нарекува протокол и во она како треба да изгледа еден настан? Еден настан треба да, како што кажав, треба да си го најде местото на највисоко ниво. Значи, како од идеја до реализација постојат многу сегменти. Значи, пречек на гости, какви возила, какви возачи, какви возачи да изборувам на среденост. Значи, исто возило на среден возач, на хотелот, дали е безбеден, колку е безбеден, на која страна, дали веќе влегуваме во некои тековни работи. Дали гостинот сака да заспие во еднокреветна, во двокреветна соба, дали сака цвеќе во собата, дали има пропаганден материјал, агендата да биде точна, да се внимава на точноста од еден објект на друг, кога се патува за да, или тоа се движи, и многу други сегменти. Така да, тамо се гледа. Значи, има успешни, има и неуспешни. Но точноста, како точност на време, е многу битен фактор. Тоа го гледат странците што се овде кај нас. Така. Вие сте имале можност да организирате најразлични настани. Да. Од досегашното ваше искуство, кое можеби најчудното протоколарно правило со кое што сте се сретнале во вашата кариера? Па видите, не ми е чудно, него се гордеам, например, на скандинавските земји, тоа го имате во книгата со фотографии, ќе видите две госпоѓи. Едната беше во пред неколку години, ама тоа да го се применува. Значи, амбасадор на Кралството Шведска и сопругата на Кралството Норвешка. Госпогите се во национални носи. Тие госпоги, биејќи работев со нив, па едно 3 до 4 дена сами си го подготвува коктелот. Нормално но тие го водева и на крај ги облекува костимите. Сега прашањето е каде е тука редот. Редот е за кои земји зборуваме? За кралски земји зборуваме и што тие почитуваат? Тие го почитуваат и знамето, и костимот, и обичаите и така натаму. Значи, она што го имаш како нација, треба да си го се даде акцент. Многу поголем од, Тоа е по тоа што се препознаваме. Во Охрид ќе се препознаваме по езерото, по пострамката и ред други работи, по охридската музика, по спомениците, по црквите и така натаму. Така, ете, ја споменавте токму облегата и начинот на кој што треба да изгледаат учесниците на некој настан. Се почитува ли дрес кодот на настаните кои што се организираат во земјава? Индивидуално е. Значи, не зборуваме и за домашни, за странски, за деловно. Значи, тоа е индивидуално од човекот. Кај нас, например, на одредени манифестации, одредени личности почитуваат. Самите себе така се изградиле. Битно е да знаеш кој ќе видиш, да го препознаеш тоа и да го користиш. Да. За женскиот свет посебно треба да внимаваат од чевла до фризура. Да, тука има големи пропусти, значи кај по големиот дел зборува. За машките одело е одело, но сепак се бојата, краватата и така натаму. Тука не може многу, да се разликуваат. Но обично кај господите, кај дамите треба да се внимава. Тука ќе спомнам и во оној дел што го спомнав кога одите во некоја канцеларија, на некој прием, дали е градоначалник, министер, бизнисмени и така натаму, треба да се внимава на облеката, на однесувањето, на зборувањето додека чека гостинот, за нивната приватност и така натаму, така да сите тие едукации се надевам дека во најскоро време една наша моја, тоест група на луѓе што се занимаваме и што сакаме нешто да направиме, ќе правиме истражување, и по шалтерски, овие банкарски шалтери и така натаму, канцеларии, се прави анализа и се укажува и се обучува. И ако се
обучиме како што треба. Еве за Охрид можам да кажам како град, дека нели полицијата, кои ќе одат туристите, треба еден однос да имаат, не зборам за сите, имаме прекрасни овие службени лица, но има што нивниот однос, да речам, према сите тие гости, треба да им го укажат, тоа се вика укажување, а не наредување и повисок тон и мафтање со раци и така натаму. И во гостителството, значи и во туризамот, треба многу да се работи за да се променат работите. Така. Ето. Ги споменавте туристите. Да. Еве, во разговор со мојата колешка, јас всушност дознав и дека на нашиот факултет за туризам и гостителство се размислува да се воведе еден таков предмет во кој што ќе се изучува, значи, начинот на кој што треба да се однесуваме према гостите. Што мислите вие за тоа? Значи, дали е тоа Тоа е одлична како предлог, програма и така натаму. Штета до сега, но никош не е доцна, подобро викаат никош не е никош. Така да се она што ќе се едуцира, тоа е од претшколска возраст. Значи, од претшколска кажавме па до... Но некои работи не се испуштени. Значи, не на сите, но, да не кажам, на поголемиот дел треба малку да ги промениме работите и тогаш ќе бидеме уште поуспешни. Ние сме успешни, ова цело време го зборам, дали сме успешни или поуспешни. Ова во целост не сме. Така да треба да се премени. Добро, споменавте и самиот дека голем број на настани имате организирано. Меѓу другото имате организирано и делови од Охридско лето. Може да ни кажете нешто повеќе околу тоа искуство? Видете, јас ви кажав дека во Охрид, тоест, како град и во Струга, сум ги организирал тие младински концерти, семинари и така натаму. За Охридско лето беве се препознава како една, значи, прва значајна државна манифестација и така натаму. Посебно ми е драго, нели, бидејќи бев од самиот почеток, фактички, на отварањето на Антички театар. За мене, кога ќе слети еден чартер со 200 уметници и кога ќе се наполни Антички театар, тоа зборувам за некој минато време, со 2000 луѓе публика, и секогаш кога ќе бидам и како гостин, многу пати сум бил само гостин и стојам горе, чекам да почне. Луѓето мислат дека јас сум вклучен. Не е битно, мислам, дали или на било каков концерт и во Скопје или било каде, но ете, помагам во сите тие работи, нели, да ги упатиш, да им укажеш каде се, што се, затоа што 2000 се 2000. Така. Да. Имајќи предвид дека станува збор за еден доста престижен фестивал, на кое ниво ете можеби се наоѓа организационо како фестивал, со оглед на тоа дека се пречекуваат ете уметници и гости престижни од голем број земји? Па добро, Охридско лето си го има брендот многу одамна како фестивал и пак ќе кажам дека за било која манифестација или за секојаш може да биде подобро. Да не навлегуваме критизерски, затоа што побитно е да ги прифаќаме работите на укажување, направење прави тимови, организационо, и тогаш ќе бидеме уште поуспешни. Така да нема манифестација, тоа се во одредени периоди. Све зависи од првите менаџери, колку тоа сака да го прифатат или не сака да го прифатат. Тоа е целата работа. Така да има луѓе кои се професионалци во секоја ова професија. Така. Да. Добро, вашата книга е тука со нас, Дипломатски протокол и церемонијал, изградба, состојба и перспектива. Да. Тоа е она што го имате во моментот, меѓутоа во нашиот неврзан разговор ми споменавте дека веќе работите на нешто следно, односно продолжение на книгата, што ќе следува во иднина. Па тоа е оној вториот дел, што веќе го имам јас оформено, но, нели, кажавме од X причини колку што беа финансиите и страниците и така натаму, и времето. Значи, тоа ќе се издаде, дали овдека или некаде на друго место. Втора работа, сакам, ако ништо друго, да се преведе на англиски и на француски, да се преведе. Да, и да ја користат оваа литература сегашна што е, значи, создадена за тие што се занимаваат, значи за луѓе, мислам, ученици, студенти, сакам да кажам, предмети имаат меѓународна политика и така натаму, така да веќе имаат литература, како што ми се јавија претходните што ви кажав
на интернет ме најдува, Така. затоа што се уште не знаат за оваа литература и ќе видат тука дека таа литература е собрана од повеќе исто автори или светска литература на некој начин, но имам и своји гледање тука и стојам на располагање усмено, практично да им помогнам на сите оние што сакаат да соработуваме, тоест да се едуцираат. Така. Да. Добро, ете верувам и се надевам дека вашата книга ќе им биде ако ништо повеќе барем еден прирачник на сите организатори на настани низ земјава, па да се надеваме и пошироко. И мене ми останува само да ви се заблагодарам за вашето гостување и се надевам дека ете ќе се видиме и во некоја наредна прилика и дека се однесува според некој протокол. А тоа сигурно. Така. И благодарам и вам. Благодариме. Мало. Почитувани, чувството за архитектура и естетика одамно се развило кај нашите предци. Вистински доказ за тоа е прилогот кој што ви го подготвивме претходно, а ќе го погледнете во нашата рубрика Урбан Сонувач. Уживајте! Ако земеме во предвид дека само 5% од подводниот свет е истражен на планетава, тогаш сигурно не чуди фактот дека дури после 2000 години откриен е подводниот град Хераклион за кој се верувало дека е мит. Добро предпоставувате. Урбан Сонувач денес ве води на 5 најубави подводни градови кои што се некогаш откриени. Започнуваме со Баија, Италија. Оваа некогашна населба на брегот на Неаполскиот залив била популарно летувалиште на римската аристократија и друштвената елита. Овој град е сместен на отвори на вулкан, а познато е дека го посетувале големи историски личности како Нерон, Цицерон, Цезар. Некогаш градот бил познат по лековитите извори, но полека почнал да тоне. Заради вулканските отвори кои биле главна знаменитост на градот, нивото на водата почнало да расте, така што голем дел од градот сега се наоѓа под вода. Погледнете како изгледа. Атлит јам во источното Средоземно море. На брегот на селото Атлит лежат потопени остатоци од неолитската населба Атлит јам, за која се претпоставува дека е изградена некаде помеѓу 6900 и 6300 година пред нашата ера. Оваа населба сега се наоѓа 10 метри под нивото на морето, а научниците веруваат дека Атлит јам се нашол под вода откако го погодило големо цунами кое било последица од ерупција на некој вулкан. Ова откритие во 1984 година го открил морскиот археолог Еџут Галили, а под водата се уште се наоѓаат куќи, гробови, бунари. Но тоа не е се. Во оваа сега подводна населба се пронајдени и остатоци од луѓе. Најважните откритија се 2 скелети на жена и дете, со чија помош научниците ги откриле најстарите случаи на туберкулоза. Хераклион во Египет. На грците им е познат како Хераклион, а на египјаните како Тонис. Овој град до 2000-та година беше само легенда која се споменувала во неколку древни текстови. Го открил францускиот археолог Франк Годио кога трагал по потонати бродови. Хераклион е оддалечен 6,5 км од Александрискиот брег, а го сочинуваат прилично сочувани урнатини и артефакти изградени од гранит и диорит. Иако се верува дека бил еден од најголемите пристаништа на светот, археолозите се уште немаат откриено како овој град потонал. Јонагуни во Јапонија. Уште во 1987 година кај брегот на Јапонија, нуркачите откриле формации кои ги подсетувале на подводен град. Од тогаш овај локалитет е познат како Јонагуни споменик, а непрегледен го прави мешавината од нешто што личи на скали, ѕидови, столбови, па дури и амфитеатар на 25 метри под водата. Некои експерти процениле дека овие градби се стари и до 12.000 години, па бројни експедиции и големи парични средства се посветени во истражувањето на ова наоѓалиште, кое за секогаш може да ја промени теоријата за настанокот на цивилизацијата.
Иако Јона Гуни навистина подсетува на Малград, никакви артефакти не се пронајдени, ниту постои нешто што би докажало дека во тоа време постоела некаква цивилизација. Порт Ројал во Јамајка. Овој град е основан во 16 век и бил познат како гусарски град, а и главен град на Јамајка од 1660 до 1662 година. Престанал да биде главен град на оваа земја од моментот кога заради многу јак земјотрес потонал под вода. Научниците пронашле во поедини списи описи за Порт Ројал како најгрешниот и најзлобниот град кој бил познат по алкохолниот пијалок од кој се паѓало во несвест – Kill Devil Rum. Почитувани, тука некаде е крајот на денешното издание на емисијата Нов ден. Се надевам дека содржините кои што денес ви ги понудивме, барем за кратко успеа да го задржат вашето внимание. До следната емисија ви посакувам да имате пријатни денови и останете на програмата на телевизијата ВМ. Ви благодарам, пријатно!